Денес би сакал да одржам една пресконференција која што е поврзана со еден обид за убиство на моите родители. После 3-годишното малтретирање на државата и граѓаните со објава на монтирани бомби, изгледа дека некој реши да отвори нова страница во криминално-политичкото действување на некои луѓе и да почнат да поставуваат реални вистински бомби по домовите и куќите на политичките неистомисленици. Вчера, во вечерните часови, во куќата на моите родители во село Ижиште, каде што престојуваат секој викенд и каде што многу често јас, брат ми со сопругите и нашите деца престојувам исто така, откријана е поставена бомба монтирана на задната врата од куќата на моите родители. Имале голема среќа што при отворањето на таа врата експлозивната направа не се активирала и екипи од МВР на Македонски брод, Прилеп и антитероризам од Скопје дошле и ја демонтирале експлозивната направа. Ова го сваќам како закана и како обид за убиство на моите родители, а со тоа закана и притисок личен кон мене за моето политичко дејствување. Затоа што никогаш до сега, откако е направена таа куќа од мојот дедо, па до ден денес, никој и никогаш на ниеден начин, ниту физички, ниту вербално, немал никакви проблеми, ниту обиди некого да заплаши, а камоли да се обиде да го убие по однос на моето семејство. Политичките притисоци кон мене почнаа пред неколку недели од страна на одредени институции како СЈ, зашто од еден пратеник во собранието, член на друга политичка партија, бев предвремено предупреден дека ќе следуваат заради моето политичко действување и говор по однос на постапките на господинот Заев и неговите штетни политики кон Република Македонија. Нема да ме изненади и во следниот период, ако вакви притисоци од одредени институции или надвор од институциите, кои што би можеле да загрозат нечи живот или безбедност, продолжат. Но се надевам дека надлежните органи навремено ќе интервенираат, ќе успеат да најдат доволно докази и ваквите сторители и нивните нарачатели или инспиратори да бидат изведени пред лицето на правдата. Во секој случај, тоа што сакам да го порачам денес е дека без разлика на ваквите заплашувања и обиди за убиство, нема да има никакво колебање во политичкиот настап, во слободниот говор, во искажувањето на ставовите, што сметаме дека се од интерес за нашата држава, за сите граѓани и за сите институции во кои што делуваме. Во интерес на истрагата која што се уште се води, не би сакал да давам никакви дополнителни податоци поврзани со овој настан, освен уште еден силниот апел да се реагира навремено, да се најдат сторителите и нарачателите за ова да не му се повтори на никого во Република Македонија обид за убиство на родители, на активен политичар, затоа што ако се случи еднаш и помине неказнето, ќе има и други жртви и други закани и ќе има поголеми штети за целата држава. Повелете доколку има некои прашања. Рековте секој викенд после вие поседувате викенд дома во Моите родители секој викенд, ние со семејството многу често. МВР кажа дека протлонниот месец не била посетена куќата. Нема разбирајте буквално, значи многу често моите родители престојуваат во таа куќа, многу често во сончевите месеци брат ми и јас со сопругите и нашите малолетни деца. Ако може да прашање поврзано со надвор темата за локалните избори, според информациите
Социјалдемократскиот сојуз на еден начин се обидува да го услови одржувањето на локалните избори со давање на мандат од страна на Георги Иванов за создавање на состав на нова влада. Каков е ставот на партијата ВМРО ДПМНЕ по повод ова прашање? Локалната самоуправа е уставна категорија на која што граѓаните имаат право и таа на ниеден начин не е поврзана со председателот на државата или со извршната власт. Локалните избори мора да се одржат што поскоро за граѓаните да имаат градоначалници, општини и од нив надлежности и функции, без разлика дали председателот на државата и другите лидери на политички партии имаат разлики по однос на прашањата поврзани со извршната власт. Затоа сметаме дека СДСМ на еден многу непринципиелен начин го уценува овозможувањето на локални избори со поврзување за очекуваниот или посакуваниот мандат од господинот Заев и сметаме дека покажува страв да се соочи на брзи и скорешни локални избори каде што граѓаните ќе можат да одлучуваат за своите локални потреби. Извинете? Дали ќе присуствувате на утрешната координативна средба во собранието? ВМРО ДПМН ќе действува на секој можен начин кој што сметаме дека ќе биде корисен за граѓаните и во интерес на државата. И без разлика на нашите постапки во собранието, ние имаме еден принципиелен став. Господинот Талат Џафери има мандат да биде пратеник, но нема легалитет да биде председател на тоа собрание, бидејќи како човек со амбиција да биде прв меѓу еднаквите, треба прв да го брани деловникот, а не прв да го крши, ако е во прашање неговата лична политичка амбиција. Повелете. Повелете. Дали во оваа фаза има осомничени за инцидентот во вашата куќа и вчера господинот Тодоров беше во средбата повикана од господинот Талат Џафери. Како ја објаснувате тоа кога признавате Талат Џафери како председател на собрание? Пак кажав. Значи, господинот Џафери има мандат да биде пратеник и тој е верификуван. И е представник на политичка партија, на ДУИ. Но, без разлика на тоа што е представник на политичка партија, ние не можеме нелегалниот избор и кршењето на деловникот со цел да се оствари неговата лична политичка амбиција председател на собрание, да го признаеме и верификуваме. По однос на вашето прво прашање, ќе кажам дека во овој момент не би одел со било какви подробности за осомничени во овој случај, бидејќи во интерес на истрагата е тие да си ја вршат својата работа. Го кажавме од став. Да се одржат локалните избори без претходно да поминат нели законските измени, комисија за избори, именувања. За да се одржат локални избори, треба да има одлука на собранието за распишување на изборите и определување на датум. Парламентарното мнозинство ги има сите механизми во своите раце да распише локални избори во најскоро можно време. И ние тоа ќе го поддржиме затоа што во интерес на граѓаните е да има локални самоуправи и избрани градоначалници и советници, наместо да има блокирана локална самоуправа која што ќе носи само поголема штета и последици за самите општини и интересот на граѓаните. Значи практично го поддржувате и председателот како практично човекот е нелегален и нелегален ќе остане бидејќи е скршен деловникот на најгруп можен начин и не би се повторувал. Не би се повторувал по однос на локалните избори, имам интерес што побрзо да се одржат, затоа што е во интерес на граѓаните. Да се блокира локалната самоуправа, му одговара само на тој кој што се плаши од избори и само на оној кој што се радува на штетни последици на грбот на граѓаните. ВМРО ДПМН смета дека граѓаните не заслужиле блокада на локалната самоуправа и дека уставното право на локална самоуправа може да се овозможи со една одлука на парламентарното мнозинство за одржување на локалните избори на 2 јули, во септември или во октомври, кога тие сметаат дека кај нив ќе има помалку страв за да се соочат со волјата на граѓаните на избори. Погледате.
Дали може би се сомневате во некој од вашата партија со оглед на тоа дека вашето име е едно од некои се шпекулираат за можен иден председател на партијата? Имаше еден пратеник во собранието, додека држевме говори по повод изборот на комисијата за избор и именување, кој што не припаѓа на мојата партија, туку припаѓа на владачкото мнозинство, на најголемата партија, и кој што додека јас сум држал говор во собраниската сала, пред мои колеги од мојата партија во собраниското бифе, само кажал, збори, ќе видиш што ќе те снајде. Се надевам дека тој не е инспиратор на оваа акција. Благодарам многу.